Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Илина Недановска, логопед, Елена Симоновска, директорка на Основното училиште Свети Климент Охридски во Скопје и актирката Ванеса Тримчевска. Останете со нас до 11 часот. Така, останете со нас до 11 часот и на повторно во студиото на Здраво Македонија, заедно со нашите денешни гостинки. Пред да ги најавам гостинките кои веќе ги видовте во нашиот форшпан, ќе се ја поздравам Цеца, официјално пред гледачите, пред нашите гости. Добро утро. Пред гостите, пред сите вака официјално Бисерче, добро утро и за тебе, почитувани поздрав и до вас. Верувам дека уживате уште од 6:45 во денешното издание на Здраво Македонија со сите теми содржини, со слушнате со Бисера, со Роберт малку поразговаравте. Сега ќе ги слушнете разговорите на нашите денешни гостинки и верувам дека ќе останете со нас до 11 часот. Но Бисерче, ние да им посакаме уште еднаш топло добре дете. Така е, Цеца, да им посакаме добре дете. Нашите гостинки некако многу дами ни се секој пат со тебе сум навикната, не се погодуваат, ти ги бираш. Да. Но се навистина сите прекрасни и инспиративни, имаат многу што да раскажат и верувам дека ќе имаме доволно време за тоа. Да, мислам дека ќе имаме доволно време да ги опфатиме сите теми. Илина Недановска веднаш до мене, логопед за говорно-јазичен развој и рехабилитација. Добро утро, имаме одлични теми со вас. Добро утро, благодарам за поканата. Така, мило ми е што ќе се дружиме ова утро. Да, ќе се дружиме, ќе зборуваме за многу актуелни теми. Елена Симоновска, директорка на Основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Драчево. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Ние сме се виделе кај вас во училиштето, кое што годинава 103 години одбележува. Или 102 ќе правиме. 102. Да, за малку. Да, знам дека бевме на 100 годишнината од Свети Климент Охридски во Драчево, на старото училиште. Да. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Така. И акторка имаме Ванеса Тримчевска од независен театар Вортекс. Добро ни дојде, Ванеса, и ти за прв пат кај нас. Драго ми е што сум денес во вакво женско друштво овде. Да, во женско друштво, како што кажавме со Цеца, одлични теми. Да. Нема за хороскоп. Сега за сега. Сега за сега. За време на после рекламите не знам што ќе зборуваме, но некако да си почнеме со јас секогаш велам сериозните теми. За жал имаме нешто актуелно што изминатиот период се случува. Тоа е врсничкото насилство за кое што ние наистина сакаме да дадеме многу акцент во Здраво Македонија. Сакаме да ги споделиме сите оние совети од стручни лица кои што треба родителите да ги знаат и да препознаат жртва и да препознаат насилник, односно дете кој што има проблематично однесување. Директорка, некако да почнеме од вас. Како вие ги препознавате сите овие ситуации во вашето училиште? Па вака, ваквите ситуации верувам дека ги има секаде. Предходно, пред да ги препознаеме, ние работиме многу на превенција. Нашето училиште работи на превенција. Значи, стручната служба постојано зборува со децата, прави работилници, разговори со родители, советодавни разговори, така што ние повеќе работиме на превенција, но секако ако дојде до таква ситуација, исто така се работи многу на отстранување на проблемот. Во нашето училиште реално не сме имале некој поголем проблем, не сме имале некој толку голем проблем. Се случува, нели, нормално деца како деца да се скараат, некогаш ќе дојде, нели, до некоја физичка пресметка, која што секако не завршила многу страшно, да речем. Меѓутоа, нашето училиште, тимот во стручната служба многу работи на превенција и мислам дека до сега не сме имале некој поголем проблем. Не сме наишле на тој и се надевам дека нема ни во иднина. Да, се надеваме сите родителите се исто така. Ќе се намали дека нема да се случува во иднина. Родителите се исто така многу битен фактор. Тие се всушност и нашите најважни партнери. Така што кога родителите ќе соработуваат со нас, секако имаме резултати секогаш. Да, токму тоа сакав и јас да прашам за родителите, бидејќи некако во времето кога ние сме растеле, не се мешаа многу во училиштето, се остава вие да се работите работата. Денес за жал некако не е така и се губи авторитетот, но драго ми е да слушнам дека во вашето училиште не е така и дека родителите навистина се отворени за соработка. Да, секако има случаи каде што нели ќе наидеме, сите сме различни.
Така што поголем успех имаме секогаш кај родителите, кај оние деца со кои што со чисто родители ние соработуваме. Има нели родители кои што ќе кажат не, моето дете. А така е, особено кога треба да се укаже дека детето направило некаков проблем. Да. Да не зборам за нели физичка пресметка. Да, јас порачувам дека секогаш треба да знаеме дека децата дома се едни, во училиште се други. Така што ние со најдобри намери укажуваме како наставници, нели укажуваме на проблемот и доколку не идеме на соработка, проблемот може лесно да биде решен. Да. Јас тука би се надоврзала, бидејќи Цеца направи една споредба како било пред 10-20 години, како е сега, ќе ги споменам и мобилните телефони. Ние не сме од времето на диносаурусите, ние сме имале телефони, сите кои што седиме на масава, меѓутоа не се дозволувало да се носат телефони на училиште. И тоа било исклучиво по потреба, ако треба родителот да не земе, па каде си во момент толку. И ги носавме закачани на врат, се сеќавате. Клучевите и телефонот тука. И беа без камери, без интернет, без нели само да треба да се јавиш. Сега кога го спомна интернетот и камерите, нешто што е актуелно од вчера, тоа е повторно врсничкото наследство во Куманово, кое што за жал веќе се повторува со месеци, ако не и со години наназад. Постојано сме сведоци на стресни ситуации и како родители, и како некои кои што имаме деца, ги гледаме тие на социјални мрежи, видеа кои што ги снимаат децата. На страна оние деца кои што се жртви, на страна децата кои што го прават булингот. Оние кои што ги снимаат и се на некој начин соучесници, не на некој, туку се соучесници во тие злосторства. Како да се работи во училиштата на одземање, можеби груб збор, меѓутоа оставање на телефоните надвор од училиштето и од учелниците. Јас би кажала искуство наше. Да, споменувате пракса. Прво како наставник ќе кажам, бидејќи јас 2,5 години сум директор, како наставник од прво до пето одделение, јас никогаш не сум дозволувала носење телефони во училиште. Така. Од прво до пето, значи учениците не носат телефони. Јас сум зборувала со родителите, јас имам телефон, за не дај Боже, нели, нема да ми се јават на час ако е нешто неважно, ако е нешто важно, нели тогаш ќе се јават. Меѓутоа учениците никогаш не носеле телефони до пето одделение. Сега кога веќе нели станав директор, видов дека учениците од 6 до 9 имаат поголема слобода во однос на телефоните, меѓутоа јас откако дојдов, телефоните ги забранив, односно носат телефони, меѓутоа секоја паралелка си има своја кутија. Наставникот кој што има прв час ја носи кутијата, ги собира сите телефони и ги враќаме во канцеларија, каде што се заклучува таа канцеларија и кога си одат им ги даваме да си ги земат. Значи до крајот на сите часови? До крајот на сите часови. Ни на одмор не ги земат. Да, и верувајте, на почетокот и самите родители малку се бунеа, некој, меѓутоа сега ни се многу благодарни. Дури еве ќе спомнам една ситуација, ако случајно нели секој дете ќе може да се обиде нели да го сокрие телефонот, да не го даде, ќе рече не носам. И сме имали таква ситуација, меѓутоа ние претходно им кажавме кои се правилата и доколку на некој ученик му најдеме телефон кој што не го предал, му го одземаме и го враќаме само на родителот. И се случи еден родител една недела не дојде по телефонот, рече супер е вака, да. Не го врати. Да, последна недела вика нека поседи кај вас и последна недела си го зема. Така да имаме голем успех. Јас лично гледам дека сите тие работи кои што претходно се случуваа, сега немаме таков проблем, значи знаеа да снимат некој TikTok на среде час. Да. Ќе отидат во тоалет, ќе направат исто некој TikTok, предизвици некои нивни, меѓутоа сега е многу помирно. Јас тоа велам, децата почнаа меѓусебно да си разговараат, да се запознаваат, да комуницираат. Така да многу ни е помирно и порачувам на сите да го спроведат тоа кој што го немаат веќе спроведено во повеќето училишта, можеби и веќе
Сите го прават тоа. Да, штом вродува со пот, значи може и без телефони на часот. Дефинитивно вие сте тие кои што треба да ги ставите децата во рамка. Мислам родителите, нели секако, но вие сте тие кои што треба да му кажете на оно што е правилно и тоа што не е правилно. А кога сме на тема екранизација и мобилни телефони и интернет, тука ние Илина која што е логопед и може многу повеќе да ни каже дали во последните години се зголемува проблемот со говорот кај децата токму поради тоа што не зборуваат и се постојано на мобилните телефони. За жал, телефоните, екраните, народски кажано, дали тоа ќе биде телефон, таблет, компјутер, телевизор, представуваат голем ризик фактор за говорот, односно говорно-јазичниот развој кај детето. За жал, секојдневно се среќавам со родители што ги носат децата на преглед, ќе кажат ќе прашам кога е изложено детето на уште на телефон, уште од 3 месеци. Од 3 месеци? Од 4 месеци. Значи дете кога треба веќе да го осознава светот, просторот, мама, тато, баба, дедо, кој се, тоа гледа пасивно во телефонот. Да. И за жал, после тоа се јавуваат сите негативни последици натаму, па дури и во школа. Седење самостојно, следење инструкции, држење молив, дете прекумерно изложено на телефон, телевизор, за жал тие работи многу послабо ги има. Да, контакт со очи, вртење на име. За жал телефоните не ни дозволуваат двонасочна комуникација, детето нема како да праша, да одговори, само пасивно гледа. Апелирам до родителите да ги намалат телефоните до 3 години, воопшто да не се дава телефон ниту пак за јадење, ниту пак за спиење. Тоа со јадењето ми е таков феномен. Значи дури во ресторан забележувам дека детето за да седи мирно. Така. Сведоци сме сите, секојдневно одиме во ресторан, во маркет, телефонот ставен подпрен дали на чаша, дали мајката, таткото го држи, детето пасивно гледа, само за да биде мирно. Да, во тој момент ќе биде мирно, но последиците понатаму се навистина фатални. Да, и се долготрајни. Долготрајни. Да, веројатно се појавуваат и во пубертет доста работи, она што го зборуваме дека не комуницираат. Тие забораваат и имав место пред некој ден баш мислам со тебе дека бев директорка на друго училиште која што кажа дека децата и психолог воедно не знаат да ги искажат емоциите. Не знаат како да се однесуваат едни со други. Не знаат како симпатија да покажат. Нели како да го поканат другарчето, не знам, да излезат во дворот да поразговараат. Тоа денес не постои. Не знам како функционираат, веројатно си праќаат видеа, си пишуваат на социјалните мрежи. Што и нели треба да се размисли од која возраст треба да имаат воопшто социјални мрежи. Инаку Ванеса, освен тоа што имате доста награди, многу повеќе ќе зборуваме за актирството, работите и со деца, па какво е вашето искуство и ставот генерално? Па генерално јас имам почнато да работам со деца уште од моја многу млада возраст и уште на некои 19 на години и тогаш знаев дека не сум спремна да работам со деца. Бидејќи работата со деца си бара искуство, си бара педагогија, си бара нели трпение пред се. Да, сепак имам сретнато многу деца со вакви некои пречки да ги наречам, но мислам дека театарот и работилниците какви што ние можеби ги држиме и може да се сретнат насекаде, многу можат да помогнат во искажување на емоции, во осознавање на себе си. Ние актерите често знаеме да кажеме дека актерството е всушност работа на себе, постојана. Така што јас препорачувам на сите оние родители кои што сметаат дека нивните деца имаат малку повеќе потреба, нели, да бидат поотворени кон светот, да се занимаваат со театар, да следат театар, со уметност, со уметност, не мора да е театар, мислам уметност. Секој зашто го бидува? Точно. Да, па и да не го бидува, мислам, децата се во таа фаза, мислам, кога се деца треба да, нели, да пробуваат повеќе работи и сметам дека не би било грешка да се занимаваат со било каква уметност. Да, дефинитивно. Мислам и со спорт и со било што ќе ги тргне од мобилните телефони. Точно. Не ни кажа Ванеса за мобилните телефони, ета кога имате нови млади генерации, деца кои што сакаат да бидат идни актери, им кажувате ли дека тоа треба да се остави текстот да се научи на памет, нема тука чат GPT? Точно, мислам, секако и ние сме многу повеќе подложни со текот на времето, со оваа вештачка интелигенција и се понатаму, нели, помалку да размислуваме. Јас секојдневно се фаќам во ситуации кај што сваќам дека се помалку размислувам само заради тоа што чат GPT може нешто да ме заврши наместо нас. Заврши работа, да проблесне наместо јас. Не сум имала до сега таква некоја ситуација да морам да тргнам дете од екран или слично.
Но да, сам потполно ги разбирам сите овие ситуации за кои што говоревме. Да. Ја прашаме тука Јелена што мисли за чат GPT, вештачката интелигенција во образованието. Така. Па мислам дека е неизбежен дел и од образованието, веќе станува неизбежен дел. Но сметам дека чат GPT не може да го замени наставникот. Може да се работи на тоа да се зборува со децата, да им се каже дека чат GPT може да им помогне, да ги насочи, да им даде некоја идеја, да истражуваат. Треба да се едуцираат за она што е многу лесно достапно. Нели како се користи и во која насока, бидејќи нели во наше време немало такво нешто и се треба да се воведе и тоа во образовниот систем дефинитивно. Да, но никако да се замени за размислување, Деца треба да се насочуваат сами да размислуваат. Така што сметам дека е неизбежен дел, но сепак не може да го замени наставникот. Иако и ние наставниците веќе нели и користиме чат GPT, но сите користиме, но треба да знаеме како правилно да го користиме, односно треба да ни помогне исто така да не насочи, да ни даде можеби некоја идеја, нешто да истражиме, нешто интересно, ново да им покажеме на учениците, меѓутоа не и да не замени нас. Се знае дека наставникот не може никој да го замени. Да, така, знаењето, образованието, сите она што ќе се пренесе практично. Точно, не може вештачката интелигенција. Има ли новини кога образованието во прашање и вештачката интелигенција од септември кога ќе почне новата учебна година или нема да има никакви промени? Па се надевам дека нема да има. Сите ќе го сакаат. Се надевам дека нема да има некои промени. Сега од септември нема да има. Се надевам дека нема да има ни следната година. Да, искрено јас не дека сум против, меѓутоа и не сум толку за користење на вештачката интелигенција. Да, затоа што кога веќе толку ни е достапен и не треба да гледаме толку многу да го користиме, да размислува наместо нас. Ние сепак треба сами да си го правиме тоа и може само да ни помогне да истражиме нешто или така. Така. Да. Со какви најчесто проблеми се соочуваат или на кога се децата во прашање, односно младите, говорот, гласовите, кои се најчестите проблеми со кои работите ви? Така, сакам да се надоврзам на прашањето на одговорот на Елена. Баш имав еден случај пред 2-3 недели, доаѓа дете за гласови баш стрикно на преглед, проценка и таткото вика почнавме ние вика дома нешто вика да коригираме СШ со помош на чат GPT. Вика ни кажа како чат GPT да го решиме проблемот нарушувањето со гласовите. Вика почнавме вика почнавме, ама некако вика не успеавме баш, па моравме да побараме стручна помош, логопедска помош. Исто сакам да аплирам до родителите да дојдат на преглед, да посетат логопед, да не посегнуваат по тие вештачки интелигенции, чат GPT или некои други алатки. Бидејќи логопед не може да замени нито една алатка. Да, зашто вие работите и со инструменти кога работите така, со инструменти, човекот не може да го замени чат GPT. Значи, ни актерите не верувам дека не може чат GPT да ги замени. Да, еве кога сме веќе на темава и јас до мој, не знам, 7-8 години имав проблем со изговор на Р и до ден денес знам некогаш што го викам јас да го завлечам, бидејќи но за среќа моите и мајка ми, татко ми многу работеа со мене. И тоа беше еден момент кај што знам дека навистина се потрудиле, бидејќи навистина ми било проблем за на некоја си многу млада возраст јас да го средам тоа. Се извинувам, вака се надоврзам на предходното. Да, ми се тече мислата, да. Тоа секако чат GPT не може да не замени актерите. Нас во театар со сигурност, за филм не знам, не гарантирам, можно е, нели веќе имаме вештачка интелигенција се користи на широко, но ние велиме дека театарот е жива материја и секоја изведба е различна, секоја проба е различна и во тоа е убавината. Да. Но убавината е да се добиваат и награди. Најголемата убавина. Најголемото признание за она што се работи. Нескромно ќе речам да. Бидејќи значи да, еве,
Во изминативе неколку месеци добивме награди за нашата последна представа во Косово и во Русија, Кокошка. За нас тоа многу значи, секако како колектив, како млад театар, како индивидуи. Тие 3 награди што ги добивме за кратко време се за нас уште поголем мотив сега да работиме повеќе и по-добро. Многу скромно ми го кажа тоа. Представата Кокошки освои 3 меѓународни награди во Русија и Приштина за најдобра актерка. За кои беа другите две? Во Приштина освоивме главната награда, односно Гран При наградата и таму актерката, мојата колешка Билјана Драгичевиќ Бројковска доби наградата за најдобра актерка. Еден месец подоцна отидовме во Русија и таму освоивме тие викаат спецприз, односно специјална награда, која што се базираше на нашето, како да кажеме, на нашиот специфичен сензибилитет таму. Генерално, мислам, тоа ја одвои нашата представа од останатите, да речеме. Така, честитки за целиот тим, за сите меѓународни награди кои што ги добивте. Накратко, која беше пораката преку ова представа насловена Кокошка? И дали се уште се игра, ме интересира. Да, мислам сега е летно време, малку или театрите паузираме, да. Инаку представата е на репертоар во театар комедија од ноември веќе до сега и ќе се врати од септември и октомври, имаме веќе 21 септември е следната изведба. Инаку пораки има многу. Самата представа, самиот текст е, како да кажам, многу човечен. Има многу интересни ликови во кои што мислам дека секоја публика може да се пронајде. Пораката е дека секој од нас има потреба од љубов, секој трага по љубов, по вистинските човекови вредности, од стравот да не биде заменет. И има многу интересни нишки во самата представа што мислам дека секој гледач ќе го натера да си размисли за неговиот живот. Да. Баш интересно. Убави се пораките и верувам дека од кога ќе завршат нели сите тие одмори, ќе имаат прилика нашите гледачи да појдат во театар комедија и да погледнат представата. Да. Колку често ви одите на театар и знаете да се релаксирате после без телефони? Ден, без телефони, да. Јас ќе бидам искрена. Имам 6 годишен син и често пати знам него да го носам на детски представи. На представа за повозрастни одамна не сум била, меѓутоа повеќе сум насочена нели сега е приоритет детето. Приоритет, да. Тоа е супер. Секој пат е така. Да, така да одиме често, знаеме да посетуваме представи. Така, колку може културата, театарските представи да влијаат врз децата, односно најмладите, затоа и ги прашавме кои се пораките, затоа се и театрите да се пренесат одредени пораки, да се научи нешто. Така. И да се остават телефоните. Да, мислам дека порано наноса од училиште во театар. Па и на кино не се сеќавам дали наноселе. Ма театарски детски представи гледавме. Да, точно. Исто така и еве со децата од нашето училиште посетуваме редовно представи, нели кога има некој повод, дали е нова година, обавезно на некоја новогодишна представа ги носиме, да. И во меѓувреме нели има детска недела. Значи сите тие моменти ние си ги одбележуваме на некој начин и гледаме почесто децата да ги носиме дали во театар или во нашиот во домот на културата тука во Драчево. Од општина Кисела Вода ни дозволуваат нели за нашите ученици тука да си ги носиме актерите, доаѓаат кај нас и децава си следат представа. Секогаш е важно од секоја представа да се извлече некоја поука, потоа ние откако ќе ја гледаме представата, многу разговараме со учениците, ја прераскажуваат, нели, на часовите го правиме тоа, разговараме многу што научиле, каква поука извлекле. Така што знаат дека треба да слушаат и да гледаат со внимание, да знаат дека така. Тоа е важно секако, да. Многу е важно, па затоа и нели ги носиме за да извлечат некоја полука, да научат нешто, бидејќи од тие представи кои што се адаптирани за нивна возраст, сметам дека можат многу да научат, многу повеќе отколку нели со телефоните. Бидејќи на телефоните
некогаш може да немаат контрола. Јас пак велам дека може да користат еве дома, ние во училиште наше, нели, дали ќе им дозволиме или не, ние не им дозволуваме. Меѓутоа и дома во ретете, ако родителите дозволуваат, но сепак сметам дека многу е важно да се има оној родителски надзор, да знаеме што гледа детето. За се. Така. Затоа што баш токму тие работи кои што се случуваат од немарност. Па да, од тоа што родителот не следи што гледа, што велите вие, нели, за мир у куќа, кога ќе отидеме некаде да се јаде со телефонот, меѓутоа сметам дека тоа не е добро, но нели сите сме различни. Да. Секој си го воспитува своето дете како што смета дека е најдобро. Верувам дека е така, но ние како училиште наше да ги воспитаме учениците во тој дел додека се во училиште. Мене ме интересира, бидејќи ги кажавте правилата во вашето училиште, вие сте директорка, кои се правилата во вашиот дом со вашиот 6-годишен син? Правилата, па вака, јас долго време не дозволував. Моето дете не е растено со телефон. Дури секогаш го кажувам тоа, ми се има случајно да тој воопшто и не знае што треба да притисне и значи некаде да, сакам да кажам, значи сме биле нели со пријателки, со другарки, со децата на таа возраст и баш кога ќе се седне да се јади или нешто и сите со телефоните, јас велам ајде ќе ти дадам и јас му го дам, тој не знаеше. Наместо да ги земете на другите деца. Да. И па добре, јас не можам, јас за моето дете не можам да сугерирам. Меѓутоа, многу сум среќна поради тоа. Сега, во денешно време, знам да му дозволам, не велам не. Треба да знае, затоа што јас велам, кога ќе излезе надвор од дома, не биде сите деца, сите деца знаат и тоа мене многу ме иритира што е така. И поради тоа, да речам, сум дозволила, меѓутоа, сепак знам што прави во секој момент. Така го следите. Го следам, да. Се поврзани телефоните, така има нели точно, тоа сакам да кажам. И не дозволам да гледа некои работи кои што не се за негова возраст. А и тој самиот веќе е свесен и ако нешто случајно му се појави нели оние рилсови, вика мама ова не требаше да не сакајќи го дзирна ова не и одма го менува така да. Супер. Да, драго ми е кога тоа што го спроведувате во училиште, го правите на дело дома, нели, би било баш сулудо да пропагираме нешто што не го правите. Така. Затоа така може и Илина да вклучима за она често поставувано прашање, еве Елена спомена, колку можат да гледаат децата на телефон или на таблет, има ли некоја правило според логопедот? Не можеме секако да ги тргнеме од екраните. Мора да гледаат нешто, да бидат во тек. Инаку нели ќе кажат, сите деца знаат за таа песна или херои, само јас не знам. Постои ли некоја граница? Така, од раѓање до 3 години ги поставуваме основите на говорот и тогаш воопшто не се препорачува користење на телефон, телевизор, никакви екрани. Веќе после 4-5 година детето може минимално да гледа дали ќе биде тоа телефон или телевизор, 10-15 минути со надзор на родител да биде одбрана содржината. Да не биде предолго изложено повторно на телефон, на телевизор. Така, кога велиме да биде под надзор на родител и одбрана содржина, какви содржини препорачувате? Ева за деца кои што веќе почнуваат да гледаат на телефонот, 5-6 годишна возраст? Така. Секојдневно кога ќе дојдат родителите на преглед, кажуваат дека пуштаат некои содржини што се на англиски, на шпански, за жал на македонски многу поретко и така и се развива повеќе англискиот речник говор отколку македонскиот фонд на зборови. Најчесто препорачувам да биде македонска содржина, песни или пак некои така анимирани цртани филмови што би ги интересирало децата, но тоа пак е напомена да биде ептен кратко, 10 до 15 минути, да не биде тоа изложено детето на екран над 1 или 2 часа, бидејќи тоа повторно има негативен ефект врз развојот на детето. Да, тука може Елена да прашаме се користат ли англицизми меѓу децата. Тоа сакав јас само чекав да завршиле. Да. Се користат многу англицизми и сум била во ситуација каде што родителот е горд дека неговото дете знае англиски. Мојот дете примерно не знае англиски. Сега во прво оделение учеа, меѓутоа тоа што има научено од часот. Јас лично ние сме растени со Биби и Боби. Во тој мал дел од денот, нели, кога
сме слушали со Стела и Сани. Тие имаат интересни некои песнички. Сега повеќето родители кои што дозволувале нели децата да гледаат на англиски содржина, децата им зборуваат баш професионално течно англиски и така што тоа кај мене не е случај, но се случува многу. И има деца кои што доаѓаат веќе на школска возраст, нели во прво одделение се запишуваат со веќе англиски, дури на часот тоа што се учат основните работи нели во прво одделение, дури им е нив досадно веќе они знаат англиски, да. Што јас не го сметам за предност кај детето. Мислам дека напротив. Да. Така. Барем на таа возраст кога треба да биде нешто друго фокус и приоритет, но Ваниса, колку младите сакаат да говорат македонски литература? Па немам одговор на ова прашање. Да, оние со кои што вие работите. Па да, мислам дека се согласувам секако дека се повеќе англискиот е присутен, но сметам дека еве во нашата работа сметам дека мора некако да се зборува македонски што повеќе и мислам ете и ние со нашите гостувања на секаде го пропагираме тоа, бидејќи ние секако кога одиш да гостуваш со нека представа во странство, мораш да имаш превод нели на тој јазик, што еве ќе ги споменам сега во Русија, нашето искуство таму беше несекојдневно, бидејќи на пример таму не зборуваат англиски, многу ретко зборуваат англиски, но многу си го негуваат нивниот јазик. Значи, буквално се е напишано на нивниот јазик, за малку немаше да синхронизираат нашата представа. Значи, до толку децата таму постојано го слушаат својот јазик, што мислам дека, сега не велам дека ние треба исто да отидеме во некои си екстреми, нели? Но сепак повеќе да се слуша македонски, во овие некои македонски продукции на детски песнички и слично, емисии, радио на македонски, театар на македонски, филмови. Значи, сето тоа мислам дека е од исклучително значење нели за самиот развој на децата па натаму. Да, дефинитивно. Имаме уште нека минутка, имаме едно важно прашање овде кое што сакам навистина да го одговориме и секој пат ги прашуваме актерите што се случува на нашата сцена кога се работи за вас, но особено што се случува со независната театарска сцена во Македонија и колку е предизвик да се биде дел од неа? Па независната театарска сцена во Македонија мислам дека доживува голем подем. Мислам дека сите колеги што го работат тоа во моментов ќе се согласат со мене, бидејќи на вистина добиваме се повеќе поддршка, што институционална, што финансиска, значи се гледа можеби квалитетот што ние како македонски актери, режисери и драматурзи го имаме и тоа се поддржува. Јас искрено сметам дека е многу предизвикувачки, бидејќи тука го имаш целиот процес од почеток до крај, од А до Ш, значи зборуваме за текст, за превод на текст, за наоѓање простор, за наоѓање сценографија, костимографија, значи си многу повеќе, еве јас лично од актер во самиот процес, но за тоа и наградите вредат многу повеќе, затоа и секој аплауз е многу, како да кажам, повреден. Со поголема тежина, да. Да, значи колку повеќе труд вложуваш, мислам дека толку повеќе нели се на крајот продуктот е поубав. Затоа така би рекла дека македонската независна театарска сцена е на прав пат, секако можеби ни треба уште малку повеќе поддршка, но ја имаме и ќе продолжиме да работиме. Да. Не е грев да се каже дека треба поддршка, секогаш е добро нели да се добие многу повеќе од Министерството за култура и сите институции кои што поддржуваат култура генерално кај нас. Почнувате со подготовка на Ниту риба, ниту месо, знам дека е ексклузивно, дека не смееме многу да зборуваме, но накратко барем нешто. Имаме реклами, готово. Нека остане прашањето за како беше ниту риба, ниту месо представата. Ќе ги погледнеме цеца рекламите, па ќе продолжиме со нашата емисија.